Обновата на возниот парк на јавниот автобуски превоз во главниот град на државата е процес кој мора да се одвива внимателно и плански, со цел да се обезбеди одржливост на урбаната мобилност која целосно ќе излезе во пресрет на потребите на скопјани, сметаат од градската власт. Со околу 600.000 жители, градот Скопје е 4 пати поголем отколку што бил пред 60 години. Со оваа брзина на растење на бројот на жители, планирањето на развој на јавниот автобуски превоз во Скопје станува сериозен предизвик. Ако го земеме предвид податокот дека со автобусите во 1987 година се возеле околу 150 милиони, а сега само 50 милиони патници годишно, можеме да констатираме дека јавниот автобуски превоз во Скопје за 3 децении изгубил 2/3 од патниците, сметаат надлежните. Во главниот град 3 оператори, 2 приватни и ЈСП, дневно обслужуваат во просек 200.000 патници. ЈСП Скопје располага со возен парк од повеќе од 300 автобуси, што се во возна состојба, од кои околу 200 се двокатни од така наречените даблдекери од кинескиот производител Јутонг, кои се обраќаат по скопските улици нешто повеќе од 7 години. Исто толку стари се и автобусите од украинскиот производител ЛАЗ, кои се околу 60-тина. Остатокот се значително постари модели на Санос, МАН и други производители, информираат од град Скопје. Согласно најавите од надлежните во град Скопје, до крајот на оваа и најдоц на почетокот на идната година, по скопските улици ќе се возат 40 на нови екоавтобуси на еколошко гориво, со технологија која користи компримиран газ со Евро 6 стандард на загадување. Овие автобуси ќе ги исфрлат од употреба старите дотраени дизел возила на ЈСП со Евро 2 стандард без клима и дополнителна опрема. Поголем дел од автобусите планирано е да бидат зглобни, а останатите ќе бидат единечни нископодни. Зглобните автобуси ја имаат таа предност што имаат капацитет да превезуваат речиси двојно повеќе патници од двокатните, а со своите 4 врати се полнат и празнат многу побрзо во споредба со другите. Минатата година низ Скопје пробно се обраќаа неколку екоавтобуси од различни производители, односно 3 автобуси на газ и 1 електричен автобус. Целта беше да се стекнат искуства и најдобро да се оцени кој тип автобус е најсоодветен да се обраќа во Скопје, информираат надлежните од град Скопје. Додаваат дека автобусите на газ се енергетски ефикасни, споредено со потрошувачката на старите дизел автобуси. Овие автобуси трошат речиси двојно помалку гориво, што дополнително ќе ги намали трошоците на ЈСП. Најголемата предност е тоа што емитуваат значително помалку CO2, речиси и да не емитуваат PM10 и PM2,5 честички, а оттаму произлегува и дека речиси воопшто не го загадуваат воздухот. Според градот, со оваа набавка Скопје ќе добие модерен јавен транспорт кој е економски ефикасен и не го загадува воздухот.